أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم ما بعد. Во секоја една пригода, прво место захвалноста му припади само на Аллах Джелешану, затоа што само Аллах Джелешану е достоен да му се прави фала. Салавату селаму, мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Денеска ќе зборуваме за една карактеристика што треба да ја поседува еден верник, што треба да се труди да ја поседува. Што треба да вложи многу труд за да ја поседува таа карактеристика, таа особина. Велит Аллах Джелешану: "Вама халактул джинна вал инса илля лијабудун." И велит Аллах: за ништо друго не ги створивме инсан и джин освен ибадет да ни пред на нас. Односно на Аллах Джелешану да му пред ибадет. Во овај ибадет многу луѓе се немарни, не го извршваат како треба. Односно не му го дават хакот за тоа што се створени. Многу луѓе пред ноксан кратет во ибадетот, односно во целта за која се створени. Многу луѓе се во ноксан. Ова особина за која ќе зборуваме, треба секој еден верник да се труди да ја поседува таа особина. Да биде мутемејес, односно да биде специјален, да биде оригинален, препознатлив, да биде во дуњани, да биде број еден, секогаш да биде оригинални, во односот со Аллах Джелешану. Во неговиот однос тој да биде мумејес, специјален, прв, оригинален, најјак, број еден, најкарактеристичен, најпрофесионален, значи тоа. Во односот со Аллах Джелешану да бидеш број еден, најголеми карактеристики, перформанси да покажеш во односот спрема Аллах Джелешану. Ова е голема работа. И треба да се трудиме, а и ти секваш, да бидеме број еден во сите наши, во секоја една сфера од животот. Во секој еден ибадет да бидеш број еден. Види, велит пегамбер алейхиссалам: "Ел муъмину кави хајрун ва ахаббу иля Аллахи минел муъмини даиф ва фи куллу хајр." Појакиот верник ке Аллах е подобар од послабиот верник. Иако во двата имат хајр. Јакиот и слабиот имат хајр. Не беви еден шер, правиш кој е тој, што е тај јак верник. Јак да биде со сите најјаки перформанси во неговиот ибадет, во неговото верување, неговиот ахлак, неговиот морал, неговото извршување на тие наредби, избегнување од тие забрани, да биде многу јак. А овој што е послаб, тој ги прави тоа работи, ама не многу јако. Овој кај Аллах Джелешану има повисок степен од овој другиот. Значи мора да се трудите еден верник да добие голем степен кај Аллах Джелешану. Кај Аллах Джелешану да биде тој специјален, да биде оригинален. Значи животот наш да не биде како невреден. Да не се чувствува еден верник како невреден. Да знаете дека во секој еден имат хајр. Треба да го најдеш она што Аллах Джелешану ти го дал тебе. Ти дал да се разликуваш од другите и да го направиш тоа уште појако. Да го направиш професионално. Луѓе денеска во дуња се трудат да бидат мутемејизин, да бидат оригинални, специјални, препознатливи, да бидат топ тема. Ова, да бидат број еден во дуња, со негова кола, со негова куќа, со негов сат, со негов телефон, со негов iPhone, се труди да биде топ тема, да биде мутемејиз, да биде различен од другиот, да одскокне од другите. И сите имаат телефон, ама тој да има појак. Се труди многу во ова нешто денес, во дуња.
Али овај мутемејис треба да се има добра контрола човекот кога сака да прави некои дела за Аллах Джелешану да не кикса. Зашто шејтан доаѓа специјално кај вакви луѓе. Кога тој сака да прави некој голем хајрат, кога сака да се одвои со неговиот ибадет од другите, треба да биде внимателен да не кикса. Зошто? Рекол пегамбар алейхиселам, Аллах Джелешану ќе го запали џехенем со тројца. Што биле мутемејизин, што биле јаки во дујна во очи на други луѓе, многу високо. Број еден ќе го запали со алим. Вели пегамбар алейхиселам ќе се донеси еден алим, што учел во име на Аллах, што учел Куран и подучувал Куран и други, ќе се прашат за негови нијамети што Аллах му ги дал на него, ќе рече ја Аллах, ја учев и поучував другите. Аллах ќе рече лажиш, ти поради тебе. Рече да Аллах лажиш, ти учеше за да реше другите дека си учен, дека си алим, дека си хафиз и халас не го заслужи, го доби во дуња, џехенем. Муџахидот ќе го прашат Аллах за нијамети што му ги дал на него, ќе рече Аллах ја се борев во името твое, твојот збор да биде највисоко. Ќе рече Аллах Джелешану лажеш. Ти се бореше за луѓето, рече јунак, муџахид, храбар, рекве луѓето, го доби тоа. Теа што го бараше го добија. Халас џехенем. Богаташ ќе го прашат Аллах за негови нијамети што му ги дал на него, ќе рече Аллах ја делев, дејне и ноќе делев, лажиш за тебе, лажиш. Ти делеше за луѓето да рече дека ова е дарежлив. И реква луѓето дека си дарежлив. Го доби тоа што го бараше. Затоа овај мутемејис, ова оригиналност, ова специјалност, ова карактеристика треба да биде проследена со ихлас. Дека ова го правиме само за Аллах Джелешану. И оригинална мутемејизом, тие што се специјални луѓе, ова треба да биде само за Аллах и да биде скриено. Колку мој човек да биде скриено, ова многу тешко. Да не го позина никој, да не биде со теа да добие рија, да го прави тоа за да го види другите. Зашто тога ова специјалност ке него ќе биде против него како еве луѓе. Зашто Аллах Джелешану бара тоа оригиналност, ова број еден да биде само за него. Ако има внатра нешто примеса некоја друга, ова ќе биде одбиено и ова ќе биде против тебе во суден ден, а и во дујна. Човек за да добие ваква специјалност, да биде оригинален, да биде препознатлив, да биде број еден, ке Аллах Джелешану, за ова треба голема амбиција, голема воља, голема пожртвуваност, да не го жалаш твое тело, твои очи, да не жалаш твое богатство, да не жалаш ништо што поседуваш ке тебе. За ако сакаш да видиш, халас број еден, ништо да не жалаш, зашто нема да дојде ова лесно. Ние денеска велиме лебот во софра не иде лесно, да бе не иде. И како ќе дојде нешто вакво крупно, Аллах Джелешану ти да си број еден ке Аллах Джелешану, сигурно дека нема да дојде лесно, дека треба да вложиш многу за ова, и да не се жалаш, да вложиш многу за тоа. Имаше еден изменчија ке пегамбар алейхиселам, Рабијатул Еслеми, дојде ке пегамбар алейхиселам, правеше измен многу, сме зборувале ова киса. Пегамбар алейхиселам еден ден му рече: "Ја Рабија, барај нешто, барај што сакаш, да правам дуа за тебе." Ова е малку поголем хадис, ќе го скратиме само маната. Рече Расулуллах да бидам со тебе во џеннет. Пегамбар алейхиселам рече нешто друго, големо, многу. Не Расулуллах, ова го барам. Рече пегамбар алейхиселам на Рабијатул Еслеми, тога рече помогни се на себе си со многу сеџда. Халас. Ќе правам ја дуа, ама ти прави многу сеџда за ова нешто. За да видиш волку голем степен, за да видиш мутемејис, за да видиш со пегамбар алейхиселам во џеннет, помогни се со многу сеџда. Ја ќе правам дуа, ама ти помогни се со многу сеџда. Халас, умори се од ибадат. Види, Таус ибн Кајсан ел-Јемени, ова е еден од табини, него иде пегамбар алейхиселам. Ги виде сахаби, беше со ними. Кога правеше ноќен намаз, до тој степен негови нози се уморве и ги маваше негови нози и му велеше: "Самур, издржите,
Немој да мислят сахабите дека ќе не претисен на нас. Ние ќе ги претисаме на ними. Ваков гајрец се даваше на себе си. И правеше ноќен намаз без престане. Се трудеше да ги стигне на сахаби. Значи, ако сакаш да стигнеш вакво место и во дујна, мала позиција да сакаш да добиеш во дујна, али треба да се здробиш за да добиеш таа позиција, а не во дин, не да бидеш мутемејис, не да имаш степен ка Аллах Желешану висок. Треба многу да вложиш, али. Муавија, ради Аллаху ан, негова мајка Хинд, жена на Ебу Суфјан. Ебу Суфјан татко на Муавија. Еден ден Муавија играше во улица, Хинд беше до него, играше со деца. Помина еден човек и кога го виде на Муавија како мало, како му наредви на деца, како ги спремни, како војници ги мести, ги тера ти ваму, реше овој ако порасти ќе биде голем командант. Хинд му реше не, ја го спремам него за уште нешто поголемо да биде. За многу поголемо од ова, не да биде тоа, нешто поголемо од ова. Ова е голема енергија, ова е големо хазиме да имаш, амбиција голема. Немој да си така, само така, нека помине животов. Не бе, дај вложи све од тебе што имаш, бе. Специјално кога можеш кога си млад, направи подвизи, направи големи дела што ќе ти користат во иднина во животот. Знаеме кога сакаја да ја освојат Шпанија, кога ги пуштие тие шпиуни да видат како ситуација таму со муслимани, кога дојде до едно место, едно мало дете застанато под едно дрво и плачи. Кога го праша што плачиш, рече со едно копје погодив една птица, а сакав да погодам две птици, рече. Рече, доволно ни едно стрела, едно птица. Рече, не, ако ми дојдат мене, рече, од Франција војници двајца, и рече, ја имам една стрела, како ќе ги убијам ове двајца, рече, треба да ги убијам ове двајца, се врати овој рече, не е време ништо, овој име, халас, ова дете 7 години, му рече таму, замислите го негов татко, негов учител, каква амбиција името ове луѓе, Немој да бидеш така слаб, дека не си вреден, дека ти рекол некој не си вреден, не бе вреден си ти како муслиман многу, и дај све од себе, Немој да заглавиш така да ти помине животот во занос, во некое слепо следење, на некој традиции од некој места, Него покажи се и дај цела енергија што имаш од тебе. Пегамбер алейхиссалам всадуваше на сахаби вакво, да имат вакво келими мутемејизун да биде специјални. На Али радијаллаху анху му рече, зарем не сакаш да бидеш ти во степен како што беше Харун ке Муса? Види, ова ти му даваш голем степен, му даваш големо нему амбиција во животот. Му рече на Зубейр ибн Ама, сите пегамбер има хавари, ти си мој хавари. Го крева. На Убейд ибн Џарах му рече, ти си еминул на овај уммет, ти си доверливиот на овај уммет. И на многу вака други сахаби му зборуваше вакви големи зборови, му даваше ваков поттик, за да бидат ти оригинални, да бидат препознатливи, да бидат со најголеми карактеристики и перформанси. Расул салаллаху алейхи ва селем еден ден зборуваше за џеннет. И зборуваше за тие 8 врати како тие што давале садака ќе се повикат од една врата, влезите овде. Тие што биле во џихад од ова врата, тие што правеле намаз од ова врата, тие што постеле Бабур Реан од вратата на Реан на постачи, и кажа за сиве врати. Беше во негово присуство Абу Бекр радијаллаху анху. И рече, ја Расулуллах, види што е азиме да имаш амбиција голема, да бидеш оригинален. Ја Расулуллах, дали рече некој ќе се повикат од сиве ове 8 врати? Ала, знаеме, по една да, ама дали некој ќе се повикат од сиве 8 врати? Пегамбер само рече, се надевам, рече да, и се надевам дека ќе видиш ти еден од тие. Абу Бекр радијаллаху анху. Овај сахаби. Абу Бекр радијаллаху анху се разединуваше, беше различен во неговите особини од сите сахаби. Беше оригинален во секоја една негова особина. Имаше такви карактеристики, такви перформанси, што сахаби имае такви, ама немае толку колку што имаше тој. И други сахаби, ако ги имаше еден, ги имаше и некој други исти. Абу Бекр радијаллаху анху беше
беше специјален по неговото препознатливи карактеристики што ги немае другите сахаби. Многу дел од тие што ги имаше тој ги немае никој. Еден ден види само какво признание од пегамбера сам за Абу Бекир. Ова прво дека ти ќе видиш едно тие ќе влезат во сите дженнетски врати. Второ, еден ден Абу Бекир радијаллаху анху Омер дојде до Каба. Абу Бекир му рече нешто на Омер, тој му рече нему, тој нему Омер. Абу Бекир му рече ја Омер прави халал. Рече не ти правам халал. Халас, не ти правам халал. Замина Омер. Абу Бекир се насекира. Омер не ми прави халал. Ова киса го пренесвите Абу Дарда. Велите Абу Дарда, Омер замина, Абу Бекир радијаллаху анху ке пегамбер сам. Дојде ке пегамбер сам, му рече ја Расулуллах, со Омер имавме проблеми и не ми правеше. Му барам халал, не ми направи халал. Рече, ја Абу Бекир, Аллах џеле шану да ти опрости. Аллах џеле шану да ти опрости. Аллах џеле шану да ти опрости. Иако Омер не ти опрости, Аллах да ти опрости. Омер радијаллаху анху се направи пишмено, отиде во куќа на Абу Бекир. Не е таму, одма знаеше ке пегамбер сам. Вели Абу Бекир и Абу Дарда го пренесува. Кога дојде Омер, пегамбер алейхиссалам се виде во негово лице лутина. Стана. Абу Бекир радијаллаху анху го фати за негова нога, рече ја Расулуллах, ја бев крив, остави го Омер, не беше крив, ја сгрешив, ја парф избрзав. Знаеше дека кога пегамбер алейхиссалам се лути, ќе се лути да Аллах џеле шану. Кога дојде Омер, му рече пегамбер алейхиссалам, ја Омер, вие го тргнувате мојот сахаби, мојот близок, вие го тргате на него, не му правите халал. Ја кога Аллах џеле шану ме пушти ке вас, вие ме направите лажба, вие. А тој ме поверба на мене. Тој ме поверба на мене. Вие ме направите лажба. Првиот што рече дека ова е пегамбер. Првиот што посведочи за мене. Првиот што стана со негово тело и негово богатство да ме помогне на мене. И вие сега го тргате на него, ане? Ја будете да го пренесете ова. Халас. После се смири Абу Бекир и пегамбер сам и Омер. Али, ова беше специјален. Некои карактеристики не ги имаше никој, ане? Во дарежливост беше специјален. Дарежливост, кога беше дојдено знак за дарежливост, Абу Бекир радијаллаху анху најспецијален беше. Рече пегамбер алейхиссалам, ниедно богатство не ми користело како богатството на Абу Бекир, во овој ширење на овој ден. Ниедно богатство, ниедно богатство. Абу Бекир радијаллаху анху во една од битките кога дојде Омер донеса пола богатство и рече сега сигурно ќе го претисам на Абу Бекир, се такмише кој повеќе дела. Кога дојде Абу Бекир го остави цело богатство, рече пегамбер алейхиссалам, тоа што го имаше го остави, рече пегамбер алейхиссалам, што остави ке твоја куќа? Рече го оставив Аллах и неговиот пегамбер. Ништо, све, цело фисабилилlah. Ова е специјален да се јади. Иако може би другите од страна нема да те гледат тебе со здрав разум, дека си избеган малку, си излезен од вовинкле, али овие се големи нешта. Овие се многу големи нешта. Лейс ибн Саъд, еден од табиини, еден од селеф, не од табиини, од селеф, од улема на селеф, голем алим и големо богатство. Трговаше со мед и други работи. Дојде една мискин жена и побара во едно мало сад, рече дај ми малку мед за лек. Рече во која куќа живееш филан куќа, одне рече дома ќе ти донесат мои работници. Зеде цело буре, големо, и однеса мед. Кога му рекоа, сад, зошто му носиш толку буре, рече, таа ти побара малку. Рече, човек дели толку колку има. Ова специјално се, човек дели толку колку има. Таа побара малку, ја има многу и дава многу, специјално, ова е да се одликуваш од другите, да си специјален. Се пренесува за него, кога одел во умра, во хадж, во Медина, Мека, овој живеел во Египет. Кога одел во Медина, во хадж, во умра, бил многу добар пријател со Малик ибн Енес. Тој му давал урми во Медина, му ги носел урми во еден сан, овој санов му го враштал полн со динари, со злато, назад. Овој да си оригинален, да си број еден, со твоите карактеристики, со твоите особини. Треба да
да гледаме што пегамбер алейхиселам ни прави поттик за да бидеме специјални, како зборувавме вчера за хадисот. Види, ти си специјален. Вели пегамбер алейхиселам, како кажавме, ибадетот во неред, во безредие како хиджра ке мене или со мене. Види, пегамбер алейхиселам те дават поттик, јани на дела за да бидеш специјален. Кога е неред, никој не прави ти ибадет, немој умот тука. Ти да видиш тој специјалец. Вели пегамбер алейхиселам, кој кланат сабах намаз во џемат, тој е под заштита на Аллах џелешану тој ден. Кој кланат бердейн, сабав и киндија во џемат, за него џеннет награда. Зашто се специјални намази, едниот и другиот. Сите намази се специјални, а пегамбер алейхиселам некогаш ги одликувал едни во однос на другиот. Кога пегамбер алейхиселам кога дошол во Медина. Прво нешто што му е еден од првите говори што ги направи на пегамбер алейхиселам, што е забележано во Медина, бил и овој хадис. Рекол пегамбер алейхиселам: ширите селам, давајте селам, нахранете сиромав, одржувајте ги врските со роднините, кланајте нојше додека другите спиет, че влезите во џеннет со селам. Кога влегнете во џеннет, ќе ви се рече селам. Удхулуха би селам. Влезите во неја со селам, во него. Селам, нахранвање, очување на роднински врски додека другите спиет, ти ќе влезеш во џеннет со селам. Само каков поттик кога се разликуваат од другите луѓе. Кога човек би ги имал овие перформанси, овие особини, се разликуваат од другите луѓе. Човек се разликуваат од другите кога идеш во сабав. Гледаш, ниедна струја не е запалена, никој не клана. Ти се разликуваш кога дојдеш во сабав. Ти се разликуваш кога поминиш во улица, све е поседвано, вика езан, не знаат дали викало езан. Ти се разликуваш од овие. Ти си поспецијален од овие. Ти си на поголемо дереже као Аллах џелешану од овие. Види, во Селев еден човек имал едно џарија, изметчивка, џарија, и го продал на другија. Кога отишла таа таму прва вечер, тропат во врата од газди, му вели станите. Рекле, што дојде време за саба? Не рекла, ноќен намаз, вие не кланате? Не рекла, ми е само сабав. Другиот ден ова џарија заминало ке него стар газда и му рекло, зошто ме продаде на такви лоши луѓе? Тие не пред ноќен намаз. Тие се лоши луѓе. Види? Овие први генерации биле чудо, биле специјални, имале специјални карактеристики. Ти денеска ни скоро е заборавен ноќен намаз ако не дојде Рамазан и во некоја џамија да се прави ноќен намаз. Овие први генерации не му бегал ноќен намаз. Први генерации ги позинале луѓето кој клана ноќен намаз према нивните лица. Овој кланат, овој не кланат, спрема нивните лица. Халид ибн Велид спомнавме. И Абдурахман ибн Ауф беа во еден двобој. Муабет, кога слушна пегамбер сам за ова, рече: а Халид, немој да се расправаш, немој да пцуеш мој сахаби. Кога некој од вас би потрошил злато колку брдо на Ухуд, немој да стигне ними. Не можеш да ги стигнеш на ними. Не сте исти вие. Примале ислам пред 20 години и денеска. Не е исто. Не е исто. За Халид ибн Велид, ова му го рече пегамбер, само почеток на ислам, кога се скара со Абдурахман ибн Ауф. Вели Аллах џелешану: ла ястави минкум мен анфака qabla al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajat. Не се исти, вели Аллах џелешану, оние што дадве, што делеја ни садака, зека и што се бореа на Аллаховиот пат пред да се ослободи Мека и после ними. Тие се на повисоко дереже од ними. Тие се на повисок степен. Тие имаат поголем степен. Вели пегамбер алейхиселам, хадис, еден дирхем ги претиса на 100.000 дирхеми. Еден дирхем ги претиса на 100.000 дирхеми. Човек рече има 2 дирхеми, едниот го дават фи себилилlah, едниот го става за него пола богатство, и човек вели имат големо богатство, зел мал дел и го дал во фи себилилlah. Ово има поголем севап кај Аллах џелешану, зашто Аллах џелешану не гледа колку, Аллах џелешану гледа како го правиш ти, како го даваш, како твој ниет. Пегамбер алейхиселам вели:
بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فتوبى للغرباء. Allah Pejgamber sam veli, Islam odpočna kako so stranci i povtorno će se vratiti so stranci, radosna vest za ove stranci. Čovjek s ovakvi karakteristike, ako živi vo nekoje mesto, to je stranec. Kako sahabi što beje vo početok stranci, sprema Kurejši i drugite, така денес koje pravi vernici, što sake da bide specijalni, da bide broj jedan, da bide to, se stranci vova. Ma neka ne se sekiret, radosna vest za njim. Veli da Pejgamber alejhi selam, 7 ľuѓe, ovo se odbranje, ovo se broj jedan, najvisok stepen, 7 ľuѓe će бидат во ладовината во суден ден, освен која ладовина нема да има друга јани. Брoj 1, праведен владар јани. Брoj 2, младич што порастил во ибадет јани. Ишто од како мал со ибадет јани. Човек чие срце е врзано за џами јани. 20 што се сакат во име на Аллах и кога се разедине, така останет повторно се сакат јани. Човек кој ќе го повика добра и убава жена и ќе реши се плашам од Аллах Желешану. Човек што крие тоа што дала негова десна рака, не знае што дала негова лева рака. Све во тајност јани. И човек кому ќе му протежат солци кога се подсети на Аллах Желешану е сам јани. Кој е сам? Аллах Желешану нема да состави две сигурности со два страва јани. Нема човек да види да се плаши од Аллах Желешану во дуња, а и да се плаши во ахирет. Не, во суден ден нема да се плаши тој. Аллах ќе му тргне тој страх. И обратно, кој не се плаши од Аллах Желешану во дуња, во суден ден ќе се плаши и негово лице ќе биде црно, а на овие други ќе биде бело. Ali ibn Husein ibn Ali, ова внук од Али, од Хусейн син, во Медина, Зейнул Абидин, познат. Кога се преселил во Ахирет, 40 фамилии се пожалале на глад. Секоја вечер, вели, овие фамилии кажеше, ни доаѓаше човек и ни ставаше храна пред наши куќи. Се вели, кога го миеле негово дженазе, нашле од таа торба, од теја јадење што го носел, син негово рамена, ни по сината. Никој да не знаете. Никој. Ова е специјалност која му тебе изимјани. Да се труди да ги скрие нивни дела. Не ја кланав с ношти или имаше еден петелки го рикаше и ја кланав ноќен намаз и такви ниски работи. Немој да зборува за твоите добри дела. Немој да ги истаеш, зашто ќе ги потрошиш. Човекот, верникот треба да биде специјален, оригинален во негов намаз. Рекол Пегамбер алейхи селам, кланете како ме гледате да кланам. Да се труди целиот негов намаз да биде посуден на Пегамбер алейхи селам. Неговиот хаџ, рекол Пегамбер алейхи селам, земајте ги, ја ни обредите од мене. Како правам обреди во хаџ, така правите, во умра, така правите. Садака, пост, рекол Пегамбер алейхи селам, кога ќе го нападне некој на постажу, нека каже ја поста. Ова е да биде специјален. Значи во сите ибадети да видиш као оригинален. Во поштовање на роднинска врска, во поштовање на твои родители да биш оригинален. Абдула ибн Омер, се пренесви, Абдула ибн Омер со еден негов другар Нафија, биле во пат. Поминал еден бедуин, застанал, му го изведел негово жубе, му го ставил на него и му го дал негово магаре, имал магаре. Како негова кола во теа време, ани денеска кола, негово магаре. Нафи му, кога заминал овој Нафи, му рекол, ја Абдула, зошто рече толку му даде? Тој бедуин малку да му дадеше нешто, многу што му го даде. Слушај, рече, не знаеш, негов татко беше пријател со Омер, со негов татко, Омер. Со Омер раделаху анху, со негов татко беа пријатели. А рекол Пегамбер алейхи селам, најдобрите од вас се тие што ќе ги одржуваат врските со пријателите на вашите татковци и после смртта нивна. А овој син негов, а вас, овој грам, специјално, специјален бил. Тие тројца што заглавиле во пештерата, што ги извадило нив, тие специјалности што ги имале, тие дела што ги направиле со ихлас, ги знаеме тие сите три, тие биле специјални, број еден во тоа нешто, зашто Аллах Желешану му го примал тоа дело нивно, тие биле специјални и излегле од таа пештера. Пегамбер алейхи селам
Како вели, нема да верувате се дека на својот брат не го посакате оно што себе си го посакате. Види еден пример. Джерир ибн Абдулла ел-Беджели, еден сахаби, му рекол на него слуга, земај, оде во пазара во пари и купи ми еден кој. Дошол со којнов, му рекол колку пари го купи? 4000 дирхами. Рекол, ова многу мало, да не го излажа нешто на тој таму што го купеше. Не. Да не му направи некоја финта, не. Рече, дали го знаеш тој човек? Да. Рече, донеси го вам. Го донесе тој човек. Му рече, колку го продаде овај? 4000. Ова рече, малку. Рече, да ти дам 5. Рече, добро, рече, дај ми јани. Рече, не, ја донесе работа 8000. Рече, дај му уште 4000. Гледај се, гледај. Му и даде 4000 и тарна 8000, значи. Тарна направи ше врат се, дојде. Рече, немој да мисли дека сум луд, јани. Уште ја топката, јани. Немој да мислиш дека сум луд, јани. Ти го даваш за 4, ја ти давам 8, јани. Немој да мислиш дека сум луд. Ама вели, јас сум одојне, што му прее беја на пегамбар алейхиселам, дека ќе му го посакаме на нашиот брат, она што себе си го посакае. И ја кога би го продавал овој кој би го продал за 8000, јани. Ево ти 8000. Со ова ти давам пари, не да мислиш дека сум луд, јани. Јани, денес кога би го направил некој луд, јани, зашто тој сака до 4-2 да му го земат, јани. И за една да му го земат, јани. Иако брат негов, јани. Брат, ама вели ми му префне беја на пегамбар алейхиселам дека ќе му го сакаме нашиот брат, она што себе си го сакаме. Ќе дојде човек во судниот ден, вели пегамбар алейхиселам, пред сите луѓе, Аллах ќе го повика на него, ќе може тя робе, што имаш од добри дела? Вели, ја Аллах, не знам, јани, некој добро дело, јани. Речи, Аллах мисли. Речи, ја Аллах, ја бев одојне што дава борч. И вели, кога ќе дојдевме кај некој што немаше да ни врати, му префме халал, му опростуваме. Аллах ќе речи, ние сме повеќе од тоа да ти правиме тебе сега да ти опростиме. Аллах, влези во џеннет. Аллах, за овој борч, за ово опроствање. Специјален бил во тоа нешто. Пегамбар алейхиселам вели, не е јак тој што ќе се бори, него тој е јак што ќе ја совлада лутината во себе. Се вели дека Харун Рашид еден ден имал едно џарие, му турило вода, е миел негова глава и со тоа, ибрикот го удрило во глава, паднало од раце и го удрило во глава и цела негова глава распукала. Почна не крвне. И вели, го видел на ова џарие во лице, и кога го видел во лице ова џарие, му рекло, "Вел кадимина гајд." И тие што ја совладат лутината во себе, учите таа, и тие што ја совладат лутината во себе. И вели не рекол ни еден збор, се старпил. "Вел афина ани нас", и тие што му опростен на луѓето, овие се успешни, што му опростен на луѓето. Вели Харун Рашид, ти опрости, продолжи таа. "Валлаху юхиббул мухсинин", и Аллах ги сака доброчинителите. Вели слободно си од денеска, фисе билате слободно мене како роб, више не се роб. Халас. Овие иако гледа некои големи, крупни работи, му да се зборови до савајле. Али човек да се труди да поседува ке некој, ке него. Али не во секој едно време и место да бидиш наивен. Снимаш? Денеска, вели пегамбар алейхиселам, ќе дојде време кога луѓето ќе бидат како волци. Како волци. Нивните срца како волци. Значи, немој да падне твојата наивност во некој вакви работи. Ама ти треба да се изградиш како вако специјален верник. Иншаллах, Аллах џелешан да направи од тие што ќе бидеме специјални, угледни верници кај Аллах џелешан. Субханакаллахумма бихамдик, нешхеду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.